Ви пред малку во овој дел од утринската програма ќе имате можност да дружите со млади луѓе кои што го поминуваат своето слободно време повеќе на компјутер отколку во природа. Ќе слушнете и зошто, но верувајте дека тоа поминато време навистина е квалитетно, а резултат и ефект можете и вие да видите од нивното минување на компјутер, нивното време поминато на компјутер. Станува збор за ученици од гимназијата Раде Овчевски Корчагин. Утрово заедно со нас е Дарко Карамфилов, Војче Стојановски и Марио Савовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Ведрина и младост ни донесовте во студиото на Алфа телевизија. Се надевам дека ќе ја пренесете и кај гледачите. Она за што сте виновни под наводници е новиот интернет портал Prime Time, кој што е практично создаден од неколку ученици. Вие сте само дел од екипата. Колку ви има вкупно? Нема 7 души во екипата, моментално сме само тројца. И секој од нас е одговорен за одредена категорија од нашиот портал. Односно, уредуваме секој посебно запишување и нашата идеја всушност дојде пред една година, кога на еден од часовите на училиште дискутиравме за тоа, за порталите во Македонија за целокупниот интернет простор, при што сакавме ние да создадеме нешто ново, нешто што ќе биде уникатно кај нас. Така. И мислите ли дека создадовте навистина нешто уникатно? Да, па прилично сме сигурни дека имаме нешто уникатно со оглед на тоа дека нашиот портал е малку поинаков од другите. Како например имаме сајтови кои што се определени само за вести или само за забава, нашиот е по-глобален и опфаќа повеќе области, како што кажа Дарко пред малку. Секој од нас има нешто за што е одговорен и мислам дека со тоа што имаме повеќе различни категории, ќе опфатиме повеќе читатели. Еве да чуеме кои се тие категории, што се имате. Јас знам, го отворив, одличен е. Значи на сајтот имаме 5 категории. Тоа се забава, спорт, гик, серии и булевар. Во категоријата забава се наоѓаат разни подкатегории, како например занимливости, мода, музика, општа тема. Потоа во категоријата спорт се наоѓа, значи за љубители на спортот, како има подкатегории фудбал, кошарка, ракомет, тенис. Јас вчера кога отворив, веднаш видов во делот за кошарка најновата информација за Лин, за она што се да. Тоа значи дека навистина ги следите настаните, случувањата, за да бидете секогаш актуелни. Се трудиме да видиме меѓу првите од македонските сајтови со информации за се што се случува околу светот. Се трудиме да не се копираме, да направиме содржини кои што не ги има на другите македонски портали, за да не се мешаме со другите. Да читателите препознаат нешто посебно кај нас, поинако. Јас пред да го почнеме разговорот на некој начин ве искудив дека поминувате многу време на компјутер, но сепак тоа носи резултат. Колку време всушност од вашето слободно време го минувате покрај компјутерите? Претежно поголемиот дел кога не сме зафатени со обврски како учење за школа, поголемиот дел го поминуваме пред компјутер, но обврските кон сајтот не спречуваат кон обврските кон училиштето или да излегуваме надвор. Еве, гледачите имаат можност и да видат фотографија од вашиот сајт, за полесно и да можат да го најдат и да пребараат, и оние повозрастните. Лесно се наоѓа се што посакуваат да најдат. Спомнавте учењето, учите во гимназија која што неколку години поред е прогласена за најдобра, најсилна гимназија. Тоа значи дека ви треба и многу време и за училишните обврски. Па сајтот го започнавме сега во пресредно второто полугодие, додека немавме многу обврски, сакавме што подобро да го испромовираме и да започнеме за кога ќе почнат училишните обврски, да се фокусираме само на квалитетот на текстовите, односно да имаме време за се да направиме. Така. Како дојдовте до името? По името Prime Time, многу интересно. Значи, првичната идеја за сајтот, кога дискутиравме уште пред една година, беше да се направи сајт специализиран за серии и филмови, за странски серии и филмови, при што името Prime Time значи ударен термин во телевизискиот свет и време кога се емитуваат најважните телевизиски содржини. Меѓутоа, овој ваков вид на портал бараше многу ангажман и познавање од оваа област,
но се плашевме дека нема да го добиеме квалитетот кој го посакуваме, па се определивме да направиме општ портал со информации според кои ние можеме да се водиме да го направиме сајтот квалитетен. Но сепак името го задржавме, бидејќи на името Prime Time го додадовме и нашето мото ударно место за твоето слободно време, односно дека ќе имаме ударни содржини кои ќе го исполнуваат слободното време на нашите читатели. Така, учествуваат ли професорите во создавањето на содржини, на текстови, покажаа ли тие интересирање за сајтот? Па вака, при реализацијата на сајтот, значи реализацијата на сајтот ја оставивме самите ние, додека во промоцијата на сајтот ни помогнаа доста професори. Ако може да ги спомнеме во оваа прилика, професорот по историја Дарко Билбиловски и професорката по македонски јазик и литература Татјана Алекси. Така, имаат ли желба да напишат некој текст за да го стават на сајтот или само во делот за промоција се заинтересирани? Па до сега се уште немаат правена желба, но ќе видиме. Кој знае, ако станеме популарни може би. Дека немаат правено, но ние се обидуваме сега да го средиме сајтот, ние 7 души кои сме, па потоа ќе викнеме и други души за да ни помогнат во изработката на сајтот. Така. Кога ги најавувавте содржините, спомнавте забава, спорт, веројатно тоа и најмногу ве преокупира, но она што мене ми го задржа вниманието е се текстовите Филипијада Ньюс, така е насловено. Навистина се изненадив од содржината, од тежината на текстовите и од актуелноста. Тоа е веројатно се текстови на ваш другар. Тоа е еден наш соученик Филип Николовски, тој исто така дел од на Содомина, тој повеќе го интересираат пишување на такви подолги текстови и затоа сам се пријави да ја пишува таа една видна колумна која да дадеме наш младежки осврт на денешниот живот, секојдневниот живот. Одлично, одлични се текстовите, им ги препорачувам и на нашите гледачи, Попот и Оџата во војна. Тоа се актуелни случувања во нашава земја за ученици од трета година, се уште не сте ни полнолетни, значи имате по 17 години и еве ги согледувате работите на ваш специфичен младешки начин. Она што мене ме интересира е колку ќе успеете да го одржите квалитетот на сајтот. Размислувате ли за тоа, со оглед на тоа што кажавте дека имате училишни обврски? Се трудим и покрај училишни обврски да го одржиме квалитетот на новостите и секогаш да бидеме први, како што спомнавме и се надеваме дека ќе продолжиме со ист квалитет и понатаму во иднина. Ви треба ли маркетинг, реклами за да финансиски обстоите со ова? Ние засега маркетиншки обстоивме со 0 дадени денари за нашата промоција. Се базираше на нашата креативност, но во иднина планираме промотивни активности барем во нашето училиште, понатаму ќе видиме како со другите средни училишта на сега. Понатаму планираме и промоција на сајтот, но за тоа потоа. Добро, сега да ве прашам, бидејќи слободното време го минувате на компјутер, читате ли книги? Сега. Читате ли вестници? Вие сте една нова генерација, интернет генерација и ми се чини дека сите информации на тој начин ги добивате. Значи, овој старомодниот начин на читање книги и вестници некако ви е близок или не толку? Па, повеќе читам информации на интернет, односно вестници на интернет. Читам и вестници, но не во печатана форма. Така. Јас, да речеме, дома разговарам со мојата ќерка која што е ваш врсник и велам зошто не читаш дневни вестници, оттаму ќе добиеш многу информации, вели знам се затоа што се има на Facebook. Веројатно и оттаму црпите информации. Вистина на Facebook нас ни представува добра платформа за промовирање, бидејќи преку нашите фанови кои ги добиваме, можеме да што повеќе се пробиеме да ги пробиеме нашите текстови. А исто така користиме и други варијанти на форуми за промовирање и така натаму. Ви посакувам многу успех и натаму да бидете успешни, креативни и иновативни, да го задржите квалитетот на Prime Time. Јас ќе бидам верен читател на сите содржини кои што ги имате на вашиот сајт и секој утро подаруваме книга на наши гледачи, но ќе побарам дозвола од гледачите оваа книга да појде во вашата училишна библиотека, подарок од книжарницата 3 и од утринската програма на Алфа телевизија, малку да читате и на овој начин, не само преку интернет. Многу успех и секако петки, до година ве чека уште потешка година, ќе бидете матуранти и се надевам дека ќе останете со квалитетот кој што досега го одржите.
Продолжуваме со една музичка numera која што практично ќе биде крај за ово издание на утринската програма. Веднаш потоа ќе се поздравиме.